Ние сме Словени, дојдени во 6 век на овие простори и нямаме никаква врска со Александровата цивилизација. Клучниот субстрат на нашиот идентитет е словенскиот. И давам ја маса аргументи за тоа. Според моје мислење, столб на еден национален идентитет е всушност јазикот, а нашиот јазик е словенски јазик. Или влегува во групата, во семејството на словенските јазици. Значи, веќе нашата маса како да се цепи, тоа е судбоносна работа. А нема зошто. Ние сме словенска нација, тука не треба да има дилеми. Сите овие други теории што се вадат сега, се без научна почва, без резон, но имаат политички Од кога сме, кој сме и што сме? Учев на Словени. Одине, вака се. Моле? Словени учев, па дека така барем учи вака. Како се вика? Историјата е многу јасна. Во 5-6 век доаѓаат Словени. Словените кои доаѓаат на територијата на Република Македонија, прво ги прават своите склавини, потоа тие склавини имаат свој име. Тие словенски склавини биле одделени од онаа што се нарекува тогаш византиски и ромејски свет, да бидеме поправилни. Да. Кога дошле во 5 и 6 век, тие воопшто не сретнале веќе овде македонци, траки или дардани, туку сретнале граѓани на Ромејската империја, кои во принцип биле или ремјани, денешните власи, или биле грци. Споменици за тоа имаме колку сакаме на грчки текстови и латински текстови во Република Македонија. Значи, една од вторите мистификации кои се прават на таа теза дека словените овде се асимилирале со античките македонци. Значи, тука имаме 7 вековна римска асимилација и готски, келтски, аварски, хунски чистење на територијата. Значи, дека тоа е така, најдобро покажуваат склавиниите, кои веднаш се формирале одделно од оние римски остатоци, меѓутоа римските остатоци кои се повлекле во големите градови не биле античките македонци, туку веќе биле романизирани или грецизирани жители на Римската империја. Името, едноставно, во целиот тој период понатаму, од 5 и 6 век, па до Крсте Петков Мисирков, ние тешко ќе најдеме институционална врска, тешко ќе најдеме етничка генеза каде што името македонско, како етникум, можеме да го најдеме. Ние имаме тука проблем на 2000 години историја, која треба да го пополниме. И конечно, една од главните мистификации кои се прави на оваа теза е дека спојувањето на античка Македонија, односно географскиот поим Македонија со словените се случи во 5 век. Тоа е исто така мистификација, затоа што многу јасно можеме да прочитаме кај сите наши светци, кај сите наши писатели, кај сите наши природеници, дека тоа едноставно не е така. Сите инсистираат само на едно: словенство, 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 словенство и ништо повеќе. И конечно, каде е етногенезата која е направена? Ние до вчера во државните ученици учевме дека процесот на националното будење на македонските словени е едно од последните меѓусловенските народи. Така беше тезата. Сакаме сега од последното будење да направиме дека сме први. Меѓутоа, едноставно фактите не зборуваат така. И неодамна, и сега повторно ќе кажам, ако го прочитаме таткото на македонската нација, таткото на македонскиот јазик и култура, Крсте Петков Мисирков во 1903 година, таму јасно ќе видиме една работа, дека спојувањето на терминот македонски словени со географскиот поим Македонија се случува кон крајот на 19, односно почетокот на 20 век, а не се случува во 5 и во 6 век. Тоа е една од најголемите мистификации која сака да ни се понуди нас во оваа приказна, која за жал немаме докази и во која едноставно, не знам, можеме да си веруваме, меѓутоа вистината е сосема нешто.